Благодарам количке на забелишките и на репликата. Вака, јас сум многу искрен човек и многу реален човек и никогаш не сакам да кажувам нешто што не е така. За некои работи сте во право, но морам исто така да забележам дека значи во однос на тоа што кажавте за директорот, тоа се уредено со друг закон. Ние можевме да чекаме да дојде предлогот од влада. Тоа ќе траеше уште 1 месец и на тој начин инспекторатот немаше да проработи. Јас во мојот мандат и овој и претходен имам научено една работа, дека собранието и владата се различни ентитети, различни субјекти. Доколку нешто не работи како што треба, ние сме тие кои што треба да коригираме. И ова е типичен пример за тоа. Значи, ова покажува нашата свесност како пратеници дека треба да помогнеме. И доколку нешто не функционира, да го поправим. Ваквото законско решение е неколку пати, значи ние не се донесе така преку ноќ. Имаше дебата, однос на правниот сектор, имаше дебата и во собранието правниците, ги повикавме да се реши како да се реши проблемот, бидејќи проблемот постоеше. Знаеме дека постоеше проблемот. Претходно кажав, да, имаше време Министерството за култура да го направи, ова не го направи. И ние сме тука да го коригираме тоа. Така јас се разбирам мојата пратеничка функција, дека треба да се коригира, кога нешто не е во ред. Затоа сметам дека нема, значи, секогаш има простор за подобрување на сите законски решенија. Но доколку ние сега го закучиме ова, повторно директорката нема да може да ја почне работата на инспекторатот. И повторно ќе се завлече. И уште 1 месец, да, оди во прилог на опозиција, но не оди во прилог на македонскиот јазик. Повикувам повторно на единство. И не знам за кој закон рековте дека сме го носеле после 2 пополноќ, кога овој закон за македонски јазик го донесовме заедно. Добро, извинете, не ве разбрав за кој се однесува, бидејќи овој го донесовме заедно во една убава постапка и мислам дека барем кога се однесува на некои наши национални вредности, треба да бидеме заедно. Се согласувам, имаше време Министерството, ние не сме тука да ги браниме министрите, ние сме тука да ги коригираме и да помогнеме на државата. И затоа мислам дека ваквиот начин на поднесување преку пратеници беше побрз, поефикасен и на крајот на криштото посигурен, бидејќи нашите правници овде многу подобро знаат како номотехнички се прави закон. Ви благодарам.